али ние го пробаме на трак кошчини у гаража, знаеш. И покаже да иде на трак кошчини да коши, а звари на Валко и оде тука, значи не коши да тето работимо највише, тето вратница тамо. А сега не исправиме контролишемо више пута, коши у гаража, али сега овдека на текшички пред не коши, што знамо да. За тука моментално сигурно не исправно каде. А кој нас у гаража кошило? Дали искаква, што не? А наравно опасност е да кошите ако не се исправни. За свакога опасност и за мене, за сите патници, за секој. Во текот на минатата година во двете станици прегледани се некаде околу 28.000 моторни приклучни возила. Констатирано е дека во текот на денот поминуваат во двете станици некаде околу 100 возила. Бројот на неисправни возила во смисол на неисправен еден од главните уреди на моторното возило некаде се движеше околу 30%. Кога сме при овие неисправности, посебно треба се нагласи дека се однесува за уреди кои се од потежок карактер за движењето на предметното возило во сообраќајот, како на пример кочниот систем на моторното возило неисправен, понатака неисправни предниот дел на моторното возило во смисол на пројавена луфт кај споните, дотраени гуми и така натаму. Во овие случаеви службата без двоумење таквите возила ги одбива, а со цел да се отстрани пројавениот дефект како би предметното возило не представувало опасност во сообраќајот. Покрај овие неисправности кои се од потежок карактер, како што нагласив, кај возилата секојдневно се појавува и одредена бројка на моторни возила кои поминуваат низ нашите станици со некои помали недостатоци, односно неисправности, во смисол на неисправен уред за осветлување, како да речеме, на пример, прегорена сјалничка, недобро центрирано светло и така натаму. Покрај останатите апарати што располагаат станиците за технички преглед на моторни и приклучни возила, постои еден апарат кој има за цел да ја испита обоеноста на издувните гасови кај моторните возила, а исто така постои еден апарат што ја испитува составот на отровните материи во издувните гасови на моторното возило. Примената на овие апарати е 100% и одредени видови на возила што пројавуваат недостаток во оваа смисла лесно се откриваат. Станиците се располагаат со таков профил на кадар кој го обавуваат техничкиот преглед, што се во состојба во овие помали неисправности кај моторните возила сами да го отклонуваат пројавениот дефект, а со цел да не се одбива, односно враќа предметното возило, а воедно и да не се малтретираат собствениците на моторни возила од причина што пројавениот дефект е од помал карактер и можно е и службата е во целост способна да таквите недостатоци на лице место ги отклонат. Без сомнение, Југославија спаѓа во редот земји со брз развиток на моторизацијата. Во прилог на тоа зборуваат и официјалните статистички показатели, според кои бројот на моторните возила во земјата од 1966 година е зголемен за 6 пати. Од друга страна, производителите и конструкторите настојуваат на возачите да им понудат се посилни и побрзи мотори во возилата. Очигледни се и напорите на општествената заедница да обезбеди средства за натамошен развиток на патната мрежа. Сето тоа не наведува да го уочиме брзиот растеж на моторизацијата во земјата. Но загрижува фактот што за последните 5 години во сообраќајните несреќи ги загубија животите околу 22.000 лица, 270.000 се потешко или полесно повредени,
а материјалните штети се и непроценливи. Во 1974 година, со донесувањето на Законот за основите на безбедноста во сообраќајот на патиштата, се направи чекор напред за намалувањето на сообраќајните незгоди и за јакнењето на дисциплината во сообраќајот. Покрај другите фактори и техничката неисправност на возилата предонесува за подобрата состојба на патиштата. Според статистичките показатели, техничката неисправност на возилата е причина во над 10% од сообраќајните несреќи. Со цел да се подобри техничката исправност на возилата, Сојузот на возачите на Југославија и Сојузот на возачите на Македонија во Охрид на 14 и 15 овој месец го организираа првото југословенско советување за организацијата и квалитетот во извршувањето на техничките прегледи на моторните возила. На ова советување учество зедоа 150 делегати од сите републики и покрајини. Од многобројните излагања и дискусии за обовувањето на техничките прегледи на моторните возила, ви даваме дел од рефератот на Мате Матевски, началник на Оделението за безбедност во сообраќајот на Македонија, на тема Општествените аспекти на организацијата и вршењето на техничката контрола на исправноста на возилата. Она што денес во така наречената автомобилска епоха особено го загрижува современиот свет е секако прашањето како да се спречат сообраќајните незгоди, односно како да се заштитат човечките животи и да се намалат големите материјални штети што секојдневно во сообраќајот се нанесуваат на поединци и на општеството како целина. Од друга страна, непосредно сврзано за техничката исправност на моторните возила е прашањето организацијата и работењето на институциите за вршење на технички прегледи на возилата, како и функционирањето на системот на општествената самозаштита во патниот сообраќај. На ова прашање му приоѓаме од овој агол, поради тоа што проблемите и последиците создадени од техничко-технолошките иновации во патниот сообраќај императивно ја наметруваат потребата прашањето на безбедноста во сообраќајот да се третираат како едно од поактуелните во нашето самоуправно социјалистичко општество. Поради тоа, вршењето на техничката контрола на исправноста на возилата представува еден од инструментите со кои се обезбедува самоуправен ред и општествена дисциплина во патниот сообраќај. Но сепак, општествено-политичките аспекти на организацијата и начините на кои се врши техничката контрола се многобројни и разноврсни. Тука пред се спаѓа прашањата на основата и општественото оправдување за извршување на оваа функција, факторите кои придонесуваат кон нејзината ефикасност, а исто така и последиците кои влијаат на добро, односно недоволно остварување на периодичните техничките контроли, како и оценка на нејзината општествена, економска, политичка, одбранбена функција, па и заштита на човековата средина. Како што е познато, сообраќај не е веќе субјективен стребеж или визија на идните можности на поединецот. Минаа времињата кога сообраќајот беше привилегија на поединци. Патниот сообраќај денеска израсна во една општествена, материјална, одбранбена, па и политичка сила не само во рамките на националните граници, на одделни земји, туку и во светски размери. Тоа се разбира не значи дека е ослободено од објективните нужности и противречности, односно од бројните потешкоти со објективен карактер. Но сепак може да се рече дека патниот сообраќај толку е зголемен во објективна и субјективна смисла што истиот не мора толку да робува на стихијата на објективните нужности како во деновите на своето детинство. Поради тоа, општеството да се обезбеди од нужните последици и да би можело да преземе потребни превентивно-репресивни мерки за подобрување на безбедноста во сообраќајот, нормирани се техничко производствените услови, како и вршење на техничката контрола за исправноста на возилата, што всушност представува и основна мерка на општествената интервенција. Сакам посебно да нагласам дека во нормативно правно регулирање на пропишаните услови е створен голем чекор напред, што во голема мерка ги олеснува напорите за јакнење на оваа компонента во безбедноста на сообраќајот. Во законот
за основите на безбедноста на сообраќај на патиштата. Целосно е регулирана обврската за вршење на технички прегледи, изградени се начела за техничката контрола на исправноста на возилата, воопшто и концепцијата на организирањето и вршењето на периодичните технички контроли. Републиките и покрајините, покрај своите закони за безбедноста на сообраќајот, донесоа повеќе подзаконски акти и упатства за организацијата и начинот на вршење на техничката контрола во станиците за технички преглед. Сметам дека сега имаме јасни погледи и ориентација во нормативно-правната и концепцијска смисла. Во контекстот на сето тоа, потребно е соодветно ангажирање на одговорните фактори во сите општествено-политички заедници и стручно оспособување на кадровите кои треба да работаат на организирање на овој систем. Патниот сообраќај како светски процес е и светски настан. Покрај неговите ползи кои ги има, секој поединец и општеството како целина се соочува со бројни проблеми и тешкоти. Во сите тие појави секога се работи за специфично влијание на субјективниот и објективниот фактор, човекот, патот и возилото, кои на еден или на друг начин, поволно или делумно поволно, влијаат на сите движења во современиот развиток на патниот сообраќај. Поради тоа, поопштествување на работите сврзани за вршењето на техничката контрола на возилата произлегува и од тоа што на досегашното третирање на проблемот на безбедноста на сообраќајот, по правило целосното внимание беше посветено само на тоа колку техничката исправност на возилата во општиот процент придонесува за настанување на сообраќајните незгоди. Но бидејќи статистичките показатели покажуваат минимално процентуално учество во сообраќајните незгоди, техничката исправност на моторните возила остануваше делумно или воопшто неприметена, а целосна вина за настанување на сообраќајните незгоди се препишуваше на субјективниот фактор, човекот, односно возачот. Меѓутоа, искуството на сообраќајно развиените земји јасно и недвосмислено покажува дека техничката неисправност на возилата има далеку поголемо влијание во настанувањето на сообраќајните незгоди, кои се движи над 10%. Фактот дека безбедноста на патниот сообраќај содржи општествен интерес, поради тоа што возилото е еден од објективните фактори на многобројните причини за сообраќајните незгоди и значаен стален фактор, општеството е заинтересирано за состојбата на техничко-конструкционите карактеристики на возилото, нивната исправност во текот на експлоатацијата, да биде во ред, па затоа и врши периодични технички контроли за исправноста на возилата. Прашањето на распоредот на центрите има посебно општествено значење и треба до крај да биде објективизирано, засновано на општествената одговорност и цел, остварувањето на резултатите од општите напори да се зголеми безбедноста во патниот сообраќај. Во таа цел, за да се задоволи општествениот концепт, би требало да се засниваат на следните начела. Техничкиот преглед, сврзан за регистрацијата, односно продолжувањето на регистрацијата на возилото, потполно треба да биде одвоен од организацијата која врши јавен превоз или превоз за сопствени потреби. Техничкиот преглед на возилата не би смеал да добие елемент на конкурентски карактер. Во вршењето на техничкиот преглед на возилата, станиците за техничкиот преглед треба да имаат единствена методологија и критериуми. Вршењето на техничката контрола за исправноста на моторните возила не би смело да добие комерцијален карактер. Станиците за вршење на техничките прегледи треба да добијат само право на контрола за техничка исправност на возилата, а не и да вршат и други разни услуги, поправки на возилата и слично. Почитувајќи ги овие општествени компоненти, сметам да работите сврзани за вршење на техничка контрола на исправноста на возилата треба да се доверат на онаа организација која има општествен статус, која поради својот општествен карактер е должна да се грижи за безбедноста во патниот сообраќај. Ова е во склад со концепцијата за поопштествување на работите и со системот за развивање на општествената самозаштита во областа на патниот сообраќај. Стравот од монополизирање е исклучен,
поради тоа што дел од овака остварените средства се вложуваат за зголемување на сообраќајна техничката култура на учесниците во сообраќајот, а посебно на возачите. За да се задоволи економската компонента за изградба на секоја станица, истата треба да има и свое економско оправдување. Оваа компонента треба да се посматра од следните аспекти. Станиците за вршење на технички преглед треба да се подигаат во онија места каде во однос на бројот на возилата и перспективниот развој на тој план укажуваат на економичност во вложувањето. Станиците за вршење на техничките прегледи не би требало да се лоцираат на такво растојание кое би барало од собственикот на возилото поголемо отсуствување од работното место кога има намера да ја изврши регистрацијата на возилото или истата да ја продолжи. Ако постојните станица во поглед на обемот и квалитетот ги врши со успех сите работи сврзани за регистрацијата и технички преглед, од конкурентски причини не би било оправдано економски, па и општествено, да се вложува нови средства во изградба на станица во исто едно подрачје. Во станиците за технички преглед на собственикот на возилото треба да му се овозможи да ги изврши сите работи, сврзани со регистрацијата, односно продолжувањето на регистрацијата, па и оние работи кои се во надлежност на органите за внатрешни работи. Одбранбениот елемент е исто така значаен поради тоа што станиците за вршење технички преглед за исправноста на возилата во случај на војна можат да вршат технички преглед на возилата со изменета технологија на работа, односно да обавуваат на местата каде тоа го налагаат интересите на општонародната одбрана. Во рамките на сето тоа, при распоредувањето на станиците за вршење на техничка контрола за исправноста на возилата, многу значаен и елемент е на заштита на човековата средина, зашто досега многу малку се водеше сметка. И на крајот, сакам да го кажам и тоа дека спреман изнесените факти, како во сегашниот, така и во идниот развиток на сообраќајот во нашата земја, проблемот на заштита и спасувањето на луѓето и материјалните добра во сообраќајот е крупно прашање на нашето самоуправно социјалистичко општество. Прво советовање на Југославија, кое го Сојузот на возачите на Југославија во соработка со Сојузот на возачите на Македонија организира, е во основа повод во светло на битката на организацијата и останалите органи и организации на Југославија, која се води за поарно и побезбедно возење на нашите патишта, каде секој ден се среќаваме со одредени сообраќајни незгоди, кај што се губат драгоцени жртви, а посебно и многу материјални издатоци и штети. Ние во тоа светло ги имаме вклопено фондовите за патишта, управите за патишта, просветните органи и организации преку кои покрај непосредната акција за исправно возило или неисправно во сервисот, односно во станицата за технички преглед, работиме и делуваме многу на таа превентивна основа, која уствари во голема мера тебе да допринесе за сваќањето што значи, како и треба да се понашаш на пат и со какво возило треба да излезеш на пат. Во тоа светло мислам и дискусијата и расправата
и уводните излагања на еминентни стручни лица и организирани и еманципирани за оваа проблематика, на саветувањето дадоа голем допринос, што уствари по натамошното нивно разработување и мерки за натамошно организирање ќе допринесат сигурно за поарно и побезбедно возење на нашите патишта во Републиката. Posebno želim da naglasim da je savjetovanje dalo jedan značajan doprinos daljem podrušljavanju tehničkih pregleda i kontrole motornih vozila, jer se ovde ne radi samo o organima i organizacijama koji vrše tu kontrolu, nego se radi i o građanima koji učestvuju u saobraćaju, koji su imaoci vozila, bilo da se radi o javnom sektoru, bilo o interprodukciji ili o individualnom privatnom vozilu. Dakle, odgovornost isto tako leži i na svim imaocima vozila i oni treba da budu uključeni u te probleme koji su vezani za tehnički pregled i ispravnost motornih vozila. Mnogi predlozi su potekli ovde na ovom savjetovanju, koji su isto tako značajni i za proizvođače motornih vozila, kao i za proizvođače koji proizvode sredstva telekomunikacija, odnosno sredstva koja znače signalno-sigurnosne uređaje za bezbedniji saobraćaj na jugoslovenskim putevima. I ova pitanja takođe moraju biti zajednički rešavana sa proizvođačima motornih vozila i to na jednoj samoupravnoj i dugoročnijoj osnovi. Во овие 2 дена имавме можност сестрано и квалитетно да ги претресеме прашањата и состојбите сврзани со техничката контрола над исправноста на моторните возила во сообраќајот на патишчата и да ги утврдиме наредните задачи на тој план. Во сообраќајот на нашите патишта учествуваат хетерогени видови и типови моторни возила. Тоа заедно со констатацијата дека нашата патна мрежа во известна смисла се уште представува најразновиден полигон за испитување на техничките карактеристики на возилата, изискува нови и квалитетни поставки и решенија, пред се во организационен, техничко-технолошки и кадровски поглед во контролата на техничката состојба на возилата. Што се однесува до сегашната состојба во Републиката, можам да кажам дека на тој план се постигнати задоволителни резултати, со кои се уште не можеме да бидеме целосно задоволни. Имено, иако бројот на регистрираните возила и бројот на сообраќајните незгоди кај нас е во постојан пораст, сепак бројот на сообраќајните незгоди догодени како резултат на техничката неисправност на возилата се намалува. Овие податоци, добиени од званичната статистика, треба внимателно да се разјаснуваат, бидејќи во голем број сообраќајни незгоди, техничката неисправност е придружна причина или поради специфичност, односно специфични околности, останува неоткриена. Од тука и произлегуваат наредните задачи, особено пред службите за внатрешна контрола во организациите на здружен труд кои имаат своји возила, потоа пред станиците за технички преглед и органите за внатрешни работи, на кои систематското и организирано контролирање на техничката исправност на возилата во сообраќајот на патишата е една од значајните задачи во извршувањето на својата функција.
И на крајот да ве запознаеме со една новина во нашиот град. Од 1 ноември оваа година немојте да се изненадите ако вашето неправилно паркирано возило не го најдете на местото каде што сте го оставиле. Во последните години паркирањето на моторните возила во поголемите центри представува посебен проблем. Поради недостиг на простор за паркирање, некои возачи ги паркираат возилата на недозволени места, односно таму каде што постојат знаци за забрането паркирање и задржување, со кое не само што го попречуваат нормалното одвивање на сообраќајот, туку доаѓа и до загрозување на истиот. Поради тоа, неодамна извршниот совет на Собранието на општината на град Скопје, на основа одлуката за отстранување на оштетени, неправилно и непрописно паркирани возила, донесе упатство за начинот и мерките за отстранување, како и ценовник за утврдување на просечните трошоци за отстранување, преместување и чување на возилата, што паѓа на товар на собственикот, односно корисникот на возилото. Отстранувањето на возилата ќе го врши Комуналец со Скопје, а по налог на работник на органот кој врши регулирање и контрола на сообраќајот. Меѓутоа, налог за отстранување на хабарисани и оштетени возила може да даде и комуналниот инспекторат. Отстранувањето, односно преместувањето на возилото од јавна сообраќајна површина се врши во времето од 6 до 20 часот секој ден, но по потреба може да се отстрануваат и после ова време. Бидејќи целта на отстранувањето има превентивен карактер, тоа ќе се чини само во случај кога возачот не е присутен кај возилото. Отстранување, преместување и растоварување на возилото мора да биде изведено така што истото да не се оштети. Тоа значи дека екипите кои обавуваат оваа работа мора да бидат стручно подготвени како не би дошло до оштетување на возилото. Одлуката веќе е стапена на снага и се извршени сите подготовки, така да истата ќе се применува од 1 идниот месец. Висината на трошоците за отстранување на оштетени и неисправни возила од јавни сообраќајни и други површини изнесува 200 динари. Висината за отстранување на неправилно и непрописно паркирано патничко возило изнесува 250 динари. Додека висината за чување на возилото кое е отстрането изнесува и тоа. По истекот на 24 часа 50 динари. Од 1 до 2 дена 100 динари и над 2 дена за секој изминат ден уште по 200 динари. Драги гледачи, ова се прилично оштри мерки, но се разбира само за оние кои што не ги почитуваат прописите, затоа и ги молиме сите возачи да не ги паркираат возилата на недозволени места, како не би дошло до присилно отстранување на истите. Ако вашето возило се најде во пајаковата мрежа, ќе го најдете на специјално подготвениот паркинг плац на управата за патишта во Кисела Вода, докаде што можете да стигнете со автобусите 14 и 24 на градскиот сообраќај.